ВД директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Иринка Бухова реши да се тргне од функцијата и тоа повеќе од 4 месеци откако истече нејзиниот мандат. Сега вели дека нема да бара реизбор. Случајно или не, ова се поклопува со низата скандали поврзани со нејзиното работење, последен со приватна точна клиника Промедика, за која опозицијата обвини дека правела операции без дозвола. Пред помалку од 1 месец Алфа ТВ обелодени дека директорката на санитарниот инспекторат во службеното возило успевала да полни и бензин и дизел со парите на граѓаните. Таа ги повика институциите да се заинтересирале, но освен од антикорупцијска комисија под чија лупа е таа, од другите институции молк. Повикувајќи се на презумпција на невиност, од обвинителството не откриваат дали против Бухова има оформено предмет. Нејзиниот пример, оставка без одговорност, не е единствен. За функционери вмешани во афери и сомненија за криминал и корупција, стана пракса тивко да се заменат од функцијата, но без да одговараат пред законот. За поранешниот директор на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев пред 2 години во јавноста изби аферата Рекет 2. За кратко потоа во јавноста да се појави видео во кое се гледа како тој зема подкуп во кеш. Во тие моменти обвинителството се изјасни дека не може да започне постапка врз основа на нецелосни снимки, а неговите сопартијци Заев и Шекеринска јавно застанаа во негова одбрана. Во мај истата година тој си поднесе оставка поради, како што кажа, лични причини. Беше казнет само со 150 евра оти не доставил документи до антикорупцијската комисија. Алфа праша во обвинителството до каде е овој случај, но оттаму не открија многу. Во интерес на постапката и почитување на начелото на презумпција на невиност, сите активности и действија што се преземаат од страна на надлежните органи во текот на предистражната постапка се тајни, па согласно тоа јавноста ќе биде навремено информирана кога ќе се споделат повеќе детали што нема да ја попречат на постапката. Ништо поразлично не беше ни аферата со европските фондови на поранешната директорка Лидија Димова. Илјадниците евра давани за тренинзи на магариња, избор на сирења, едукација за медиумска писменост од страна на берберница, ја кренаа јавноста на нозе. Па под притисок на јавноста, поранешниот премиер Заев побара од управниот одбор на агенцијата да ја разреша Димова заради неетичко постапување. Од обвинителството за Алфа велат дека се уште чекаат одговор од судот за тоа дали обвинението е издржано или не.